Ученици, добре дојдовте во видеото не е училница. Предметот е македонски јазик, наменет е за ученици до 4-то деление, а наставната единица е анализа на песната татковина. Што ќе научите на овој час? Ќе ги препознаете чувствата кои сака да ни ги пренесе поетот, ќе се оспособите да ги искажувате собствените чувства и размислувања. Минатиот час ја работевме песната татковина, но би сакала да ве прашам што подразбирате под поимот татковина. Се надевам дека вашиот одговор е дека татковина е земја по која што сте се родиле вие, вашите родители, можеби вашите баби и дедовци. Ќе почнеме со читање на песната. Татковина. Секогаш сум те китала, со милни зборови, најлична, најслободна, најсреќна, најбогата, најсакана и уште многу најубавини. Прости ми, мила моја, сум посакувала, таква да си ми, и сум верувала дека е така, зашто те сакам, со љубов на дете и бескрајно, искрено те сакам. Поетот кој што ја напишал оваа песна е Бистрица Миркуловска. Што мислите? Што ја инспирирало поетесата Бистрица Миркуловска да ја напише оваа песна? Таа е поетеса. Секако дека сакала да ги искаже своите чувства, односно љубовта кон татковината и да ни ги пренесе на нас, како читатели, да можеме да се запознаеме и тие исти чувства да се побудат и кај нас. Со ова видео ќе направиме една анализа на песната татковина и бидејќи ќе поставувам прашања, пожелно е да го стопирате видеото и усно да одговарате на прашањата. А во продолжение на видеото, секако дека ќе го чуете точниот одговор, кој што може да биде ист како вашиот или пак сличен на вашиот. За почеток пронајдете ги зборовите со кои поетесата ја осликува својата татковина. Првиот збор, што го пронаѓаме во песната, ако ја осликува татковината, е најлична. Што мислите зошто ја смета својата татковина за најлична? Може би вашиот одговор е бидејќи во татковината има многу природни убавини, исто така изградени паркови, згради, споменици, која што ја прават татковината да е најубава. Следниот збор е најслободна. Зошто? Затоа што хероите во минатото се бореле и го дале својот живот за слобода, за да можеме ние денес да живееме среќно и слободно. Зошто е најсреќна? Најсреќна е затоа што во неа живеат луѓето кои што ни се блиски и сакани, затоа и ние се чувствуваме среќно и сакано, живеејќи во таа наша татковина. Зошто е најбогата? Па во неа среќаваме разновиден животински, растителен свет, многу други природни богатства како што се рудите, водите, секако и многуте сончеви денови. Следниот збор е најсакана. Зошто е најсакана? Бидејќи е нејзина татковина, се родила во неа и секако кога ја сакаме нашата татковина, развиваме патриотски чувства, а тоа е љубовта кон татковината. За да ги развиеме тие чувства, секако ни помагаат родителите во нашите домови и наставниците во училиштата. Во еден дел од песната поетесата и се обраќа на татковината како кон личност и вели што? И вели прости ми, мила моја. Зошто бара прошка од татковината? Одговорот ќе го најдеме малку подоле во песната, затоа што вели дека посакува да е таква, какво што ја го опишува предходно, најлична, најслободна, најсреќна. Иако мисли дека понекогаш самата татковина и не е таква, но ја сака баш поради сите тие своји убавини и најубави работи и живее и работи во неа. Иако е возрасна, подолу забележуваме дека ја сака со љубов на дете, а љубовта на детето е бескрајна, искрена. Кажете ми, која е пораката што ни ја испраќа поетесата?
Се надевам дека вашиот одговор е дека сите ние треба да си ја сакаме нашата татковина, да ја чуваме и градиме, секако со нашите лични дела и постигања во животот. За домашна задача, објасни со неколку реченици зошто ти ја сакаш твојата татковина. Секако дека твојата домашна задача можеш да ја украсиш и со одредени символи кои што представуваат љубов кон твојата татковина. Довидување.